Да. Но особено радува во овој мондијалски, би рекол, фудбалски хепенинг што се случува. Така. Кога во сенка барем за момент или неколку денови веќе го засени оној македонски историски успех, со гордост го кажуваме, и успехот на Лина Ѓорчевска. Така, прв пат во поединачна конкуренција сениорска на еден Гранд Слем имаме свој представник, и тоа веднаш на, како го нарекуваат, неофицијалното светско тениско првенство Вимблдон. Така е, да се најдеш меѓу елитата на Вимблдон е многу тешко никац. Затоа говори фактот што за прв пат еден тенисер од Македонија е таму. Многу напорно за Лина, знаејќи ја колку напорно работи изминативе 2 децении, да кажем. Па и претходно заслужи ваков успех во многу наврати, беше блиску, секогаш некаде излизгуваше, меѓутоа еве сега, фала му на Господ, се погоди сега така што треба. Покажа зави и се најде таму каде што би рекол и припаѓа. Така. Сега издвоија од она кратко време што го има, тоа посебно не радува. Верувам ќе ги радува и нашите гледачи на Мундокаст. Така. Успеавме да стапиме во контакт со Лина и со тренерот Димитар Лабудовиќ, па доколку го имаме на линија режија, веднаш во интерес на времето, Димитар би го прашал, ете, Македонија е горда, историски успех, огромен притисок во јавноста, но како тоа го поднесува Лина, како моментално се чувствува, колку е здравствено и подготвена и во каква форма е моментално? Мислам дека во еуфоријата повеќе се осеќа таму во Македонија него што ја осеќаме ние тука. Да, пишува сите спортски портали, медиуми, меѓутоа се случи таа еуфорија првиот ден, веќе сме во нормалниот тренажен процес во подготовки за мечот кој следи во вторник. Лина е супер, помина тој прв бран на емоции на денот на пласманот во главниот турнир. Како што кажав, се чувствува одлично и тренирана е нормално, здравствено е све супер, така да све е подредено на мечот кој што следува во вторник. Така, Димитар, Вимблдон е на вистина едно неофицијално светско првенство, елита и во машка и во женска конкуренција. Какво е самото чувство да се припаѓа помеѓу таа елита на еден ваков турнир? Какви се условите, каква е организацијата? На телевизија секогаш гледаме дека е тоа нешто велелепно, грандиозно, гломазно. Вимблдон е единствениот Гранд Слем кој што квалификациите не се играат на главните терени, сите останати во Австралија, во Франција и во Америка се играат, така да сите овие големи тениски звезди, сите топ 100 играчи се на едно исто место, така да кога станува збор за тој момент дали е нешто различно, не е различно. Што се однесува до тимот, да, различно е, бидејќи јас и Лина сме единствените кои што сме тука, додека другите овие поголеми звезди се со тимови кои што се многу поголеми. Припремите се, секој играч си има свој режим на припреми, така да и ние си имаме свој план на тренинзи и све што правиме во текот на еден ден. Така да кога станува збор од таа гледна точка нема голема разлика, меѓутоа да, кога станува збор за тимовите, поголемите играчи, односно подобро рангираните имаат поголема екипа околу себе, меѓутоа има и играчи кои што се само со тренера, кои користат условите кои што ги даваат Гранд Слемовите, односно физиотерапевти, доктори и останати помошници, ајде да ги кажам, кои што може да влијаат во делот на рекуперација и така натаму и така натаму. Димитар, не беше лесно да се стигне до Вимблдон, но воопшто нема да биде, верувам, лесно и на самиот турнир. Пред Лина предстои еден сериозен противник, еден голем фаворит, шести на ВТА ранглистата и вице-шампион од минатото издание на Вимблдон, американката Анисимова. Како Лина, како вие гледате на овој предизвик, што може да очекувам?
Што се однесува за противничката, односно Аманда Анисимова, не треба да се трошат премногу зборови за играч кој што минатата година одигра 2 финалиња на Grand Slam, Wimbledon и US Open. Меѓутоа, ние приоѓаме како и на секој меч, тактиката ќе биде припремена, Лина ќе проба да го одигра тоа што најдобро го знае, сум убеден дека ќе даде максимум, целта е да се одигра што подобар меч, па зашто да не се направи изненадување, ипак е ова прво коло и за Анисимова, а Лина веќе има одиграно 3 мечи, веќе подобро навикната на сите услови кои што се во Лондон во овој период. Ќе видиме и на кој терен ќе игра, ќе биде убав меч дефинитивно, едно големо уживање, едно големо искуство за Лина. Димитар, и еве на самиот крај. Овие денови кои што измина, успехот на Лина ги наполни сите македонски медиуми, не само спортските, меѓутоа и оние чии што наслови не се во главном поврзани со спортот, ја обедини јавноста, не обедини сите, па една ваша порака и до тениската јавност, и до спортската, меѓутоа и до пошироката македонска јавност, и до сите чинители во спортот и малце околу него. Пораката до сите е дека доколку имате цел и верувате во таа цел и дека тоа е остварување на вашиот сон, а во таа цел веруваат само најблиските и односно неколку луѓе во целата држава, можно е да се оствари. Поддршката од најблиските, од најмалиот круг на луѓе е секогаш најдобрата поддршка, без разлика за што станува збор, за каква цел во животот станува збор. Димитар, така е, ви благодарам за одвоеното време, да им посакаме никац. Така, ние сме тука, ќе ги следиме и овие настапи и воопшто настапите, нели, впрочем и на сите македонски спортисти, и навистина убаво беше, условно кажано, ова мало ЕПП да скршнеме од светското првенство со наш македонски успех. Па и вреди никац, како и да не, имаме еден надпревар историски веќе вторник, како што кажа, ако мислам дека и терминот е познат, 13 часот. Така да Лина Кистрача со Анисимова, тежок надпревар за неа, но да веруваме дека може, како што стигна до тука, да направи една сензација. На крајот од денот притисок не треба да има. Така, Лина не стави на тениска мапа, сите сме зад неа, па нека ја мисли Анисимова. Па така, и за крај би рекол, нека ја мислат и оние поголемите чинители, како што кажа, бидејќи не е лесно да се догурат таму, ако знаеме каков е патот на Лина и колку финансиски сето тоа сама на грбот го влече никад. И да не заборавиме дека со овие успеси сите сакаме да се гордееме, сите подоцна овие личности ги тапкаме по рамото, доаѓаме да се сликаме со нив, меѓутоа клучното е да бидеме тука за нив додека го градат својот пат до успехот, кој што е и нивен личен, меѓутоа и наш како држава. Така да верувам со самото тоа и многу порано ќе имавме и вакви успеси, ќе бидеме истрајни и поредовни на едни вакви големи достигнувања.